самото организирање на 4 општини во рамките на градската заедница на градот Скопје ќе се почувствува и во образованието. Именно, ќе се овозможи да образованието као дејност од посебен општествен интерес ќе се овозможи непосредно влијание, непосредно одлучување на работниот човек, на граѓанинот, преку новите самоуправни интересни заедници. Не значи формирањето на 4 интересни заедници во образование или во други интересни заедници мора да биде пропратено со толку патно зголемување на стручните служби. Сметам со повеќе општини и градска заедница на подрачјето на сегашната општина на град Скопје ќе се создадат поадекватни услови за доследно остварување на новата уставна положба на општината. Воедно ќе се овозможи работните луѓе и граѓаните по непосредно и вистински да влијаат врз градењето на политиката и одлучувањето за многуте прашања од животот, стопанските и вонстопанската активност во градот. Во областа на здравството, со образување на повеќе општини, поуспешно ќе се согледаат приоритетните проблеми и ќе се усогласат потребите со реалните можности. Исто така, ќе може и понатака да се унапредуваат взаимните поврзаност и респектирањето на тешкотиите, како на граѓаните, така и на здравствените работни организации. Здравствениот дом на Скопје, со новата организација на комуналната самоуправа во градот, ќе добие цврста основа и силна подкрепа во понатамошниот развој и целосното остварување на целите на интегрираното работење. Тоа секако е од големо значење за обезбедување на подостапна, поуспешна и рационална здравствена заштита. Со седмогодишното постоење на единствена општина на град Скопје, остварени се низа позитивни чекори во интеграциите на општествените дејности, како и во стопанството, како што е речено во материјалите, и посебно би сакал да истакнам дека такви чекори се направени и во областа на културата. Моje мислење е да институциите кои имат заеднички интерес за градот, како што е, например, архивот на град Скопје, кој обавува дејност за целиот град, музеите, музичко-сценските институции, кои се не само од интерес само на општината на град Скопје, него добар дел од нив обавуваат активности и дејности кои се од општествен интерес и за целата Социјалистичка република Македонија. И овие институции сметам дека треба да бидат финансирани од самоуправната заедница на културата на град Скопје. Паралелно со решавањето и регулирањето на финансиските односи за финансирањето на овие институции од оваа градска заедница, сметам дека е време да се реши и прашањето со партиципацијата на Републичката заедница на култура во финансирањето на дејностите што се од пошироко општествено значење, односно од значење на Социјалистичка република Македонија. Поаѓајќи од општествените потреби и од објективно зголемениот интерес кај работничката класа и работните луѓе за идејно политичко изградување и марксистичко образование, Центарот за марксистичко образование на Работничкиот универзитет Кочо Раци Скопје прави напори и во својата мощна развиена и разграната образовна активност дава придонес во општите напори на субјективните сили во градот за задоволување на овој интерес како неопходна потреба за оспособување на работничката класа за успешна политичка акција во практиката. Настојувањата за масовно марксистичко образование изразени се во напорите при Центарот да работа што поголем број разноврсни образовни форми, како што се вечерната политичка школа, школата на самоуправачите, младинската политичка школа, синдикалната школа, големиот број предавања, разговори, дебати, семинари, советувања и друго,
како и преку зголемениот број во секоја од образовните форми на бројот на посетителите во однос на минатата година, така што оваа година бројот на вкупно опфатените посетители во севкупната работа на центарот изнесува над 30.000 посетители. Така, младинската политичка школа во оваа година опфаќа младинци од сите структури. Посебно оваа година е даден акцент да се прошири незината дејност сред работничката младина и селската младина. Така, во однос на минатата година, незиниот број може да се каже дека е рапидно зголемен. Имено, минатата година работеа 34 одделенија со околу 1200 посетители, додека оваа година работат 48 одделенија во кои се опфатени над 2000 посетители. Иста е состојбата и со вечерната политичка школа. Школата минатата година работеше со 30 одделенија, исто така во основните организации на Сдружениот труд и во местните заедници. Меѓутоа, во подготовките за оваа година се покажа дека интересот е далеку поголем, така да оваа година се работат 40 одделенија, во чиј состав се вклучени претежно непосредни производители во основните организации на Сдружениот труд. Интересно е да се помене исто така напорите што се чинат во работата на школата за самоуправувачи. Во оваа година нејзиното тежиште е свртено кон Сдружениот труд и кон проблемите на непосредното самоуправување на работничката класа и работните луѓе во различитите средини во општеството. Би спомнал дека оваа година се работи широко на организирање на семинари за самоуправната работничка контрола и општествената самозаштита. Потоа се работи на семинари за оспособување на делегатите и делегациите. Жива е активноста и голем е интересот за проблемите кои што денес се актуелни, како што е прашањето на неоинформировщината, за односите со соседните и другите земји во светот. Новина е исто така отварање на синдикална школа, која што годинава ќе работи со 10 одделенија во кои се опфатени околу 700 посетители. Свртеноста на центарот кон актуелноста и настојувањата во конкретното разработување да се приземјуваат проблемите за состојбите во секоја средина посебно, дава широки можности за оспособување на посетителите, за нивна примена на марксистичкиот метод за третирање на општествената стварност и за негово користење во борбата против сите носители на туѓи идеологии и на секаков вид понашање спротивен на интересите на работничката класа и на целите и задачите на Сојузот на комунистите во сегашно време.